А вклучувањето на лицата со хендикеп во општеството е нешто за што постојано треба да се зборува. Нешто за што треба да се зборува на сиот глас. Поделбата на ние и вие, особено во 21. век, во период на модерно живење, воопшто не треба да постои, не треба да се споменува. Постојат многу организации и фондации кои што работат на оваа проблематика со сета сила и енергија. Една од нив е Сдруженијето Отворете ги прозорците, кое што е всушност единствената граѓанска организација во Македонија, кое што е фокусирана на промоција на асистивната технологија. Темата за која што ќе зборуваме со нашиот гостин Владимир Лазарски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Дигитална инклузија, значи да не погрешам, затоа ќе прочитам, особено на лицата со попреченост и возрастните лица, беше во фокусот на активностите кои што ги имаше Сдруженијето изминатиот период. Ајде да појасниме. Да, минатата недела беше Европска недела за вклучување на интернет или една европска кампања под наслов Get Online Week, која се спроведува во 30 на земји во Европа и која токму за цел има да придонесе за дигитална инклузија во Европа. Дигитална инклузија, или како што се нарекува инклузија или или вклучување, значи употреба на информацијско-комуникацијските технологии на начин што ќе овозможи да се вклучат лицата со попреченост во сите сфери на општествениот живот. Во настанот насловен се извинувам што ве прекинувам како Get Online Week, беа вклучени многу училишта, многу организации, многу јавни институции. Да, ние по трета година поред бевме координатори на оваа кампања во Македонија, се спроведува инаку 4 пати досега на европско ниво. Но секако тоа го направивме во соработка особено со поголем број основни училишта од целата земја, граѓански организации и институции, како што е на пример Министерството за информатичко општество и администрација. И со нив го направивме заеднички централниот настан во кампањата, кој што беше една тркалезна маса на тема дигиталната инклузија во Македонија. Исто така во соработка со Универзитетот Трето доба имавте активности, на што се однесуваа? Дигиталната инклузија покрај тоа што се однесува и на лицата со попреченост, се однесува и на други лица кои традиционално не се многу вешти или не го користат компјутерот и интернетот, вклучувајќи ги и повозрастните лица. Универзитетот Трето доба е една организација на возрастни луѓе кои го промовираат и го поттикнуваат до животното учење. Со нив одржавме или кај нив гостувавме и бевме дел од нивните редовни неделни предавања. Овој пат темата беше какви придобивки би можеле постарите лица да имаат од користењето компјутер и интернет. Каков беше интересот? Па интересот беше одличен. Ние денеска баш со председателот од Универзитетот Трето доба разговаравме за тоа како да ја продлабочиме соработката и тој не информира денес во нашето здружение дека веќе 15 од нивните членови се заинтересирани да им помогнеме да ги совладаат барем основните компјутерски вештини, така што тоа претпоставувам го покажува интересот. Може би ќе треба и малку трпение, но се во интерес да се оправда целта на вашата работа. Да, ние сме убедени дека апсолутно секој може да има корист од современиве технологии, од компјутерот, од интернетот и да, со малку трпение и со малку упорност ќе си го најде начинот, ќе го најде својот начин да ги искористи тие можни придобивки. Владко, во студиото ни донесовте нешто за што ќе објасните вие. Што е и како функционира? Овде кај мене има една шарена тастатура со кирилични букви. Кој се може да ја користи оваа тастатура? За што всушност? Пете, ние се гордееме како здружение дека сме единствено што промовира асистивна технологија, ама сакаме и да покажеме дел од асистивната технологија. Значи, ова што го имате во раца е тастатура со големи копчиња. Така? Таа, за разлика од стандардните тастатури, копчињата се многу поголеми по површина, така што, например, некој кој има проблеми со видот или има проблеми со фината моторика на рацете, или дури лица со интелектуална попреченост можат да ја користат. Инаку сакам да напоменам дека оваа тастатура не е достапна со македонско кирилско писмо, може да се набави само со латиница. Она што ние го правиме како една дополнителна адаптација е да залепиме практично стикери, лепенки со македонските букви. И на тој начин ја правиме уште подостапна за поширок круг на луѓе. Например, лани во соработка со USAID, Американската агенција за развој, со вакви тастатури опремивме 21 училиште во земјата
мислам, покрај другите уреди кои ги однесовме. Практична е, прегледна е, мислам дека нема Да. никој кој што не би сакал да ја има дома. Еве, Дури и јас би ја посакала дома. Еве, на пример, во универзитетот трето доба предизвика прилично интерес кога прв пат им ја представивме таа тастатура. Она Ајде, и за ова ќе проговориме, ова е глувчата. па тоа е тракбол. Така. Во основа тоа е исто еден вид замена за класичното глувче. Значи Добро. има луѓе на кои Ова вака, добро. овој начин на контролирање на компјутерот многу повеќе им одговара од Ова е обичното лесно компјутерско. подвижно, така? Да, тоа е поголема површина која што се движи и со софтверски дополнителни прилагодувања може практично курсорот по екранот да оди многу побавно, така што и некој кој не е многу прецизен може практично да го Лесно контролира. работат. Така. Кај вас, што има кај вас? Ова е еден од тие асистивни уреди кој е покажувач со нога практично. Добро. Односно контролор со нога. Имено може да се користи исто како замена за глувчето, за да го движите курсорот на маусот, практично го користите вака. Не може со стапало, со раката, било кој дел од телото. Ова е нешто што е направено во нашата организација. Ние многу сме горди на овие вакви прилагодувања кои ги правиме, бидејќи ова е направено од една обична пластична кутија и од џојстик. Верувам дека И е многу поевтино од што кога би го купиле како готов производ инаку достапен. Сега верувам дека побудивме интерес кај некои од гледачите кои што сакаат да набават вакви реквизити. Може ли некаде да се набават, да се дојде до нив? Да, дел од нив може. Значи, тастатурите со големи копчиња, можеби не баш овој модел вака шарен, веќе ги има на нашиот пазар, ги има по продавниците за компјутерска опрема. Исто така и тракболот може да се најде, меѓутоа дел од поспецифичните уреди се уште не присутни на македонскиот пазар. Значи, единствен начин да дојдете до нив веројатно е да ги набавите од странство или преку интернет. И сосема накусо ќе ми одговорите во една реченица за она што исто така го организирате, објавивте повик до основните училишта за учество во проектот за и-пристапно образование. Да. Тоа е еден проект кој веќе повеќе од 2,5 години тече, го правиме заедно со ЕСИД. Ние се обидуваме оваа асистивна технологија да ја примениме во образованието. Знаеме дека сега наставниот процес е исклучително компјутеризиран, меѓутоа тоа на дел од децата со попреченост им прави дополнителен проблем. Ние се обидуваме да им помогнеме на училиштата, за тие да им помогнат на своите ученици со попреченост да се вклучат. Во овој момент тече, односно заврши вчера повикот за пријавување на нови 30 основни училишта од земјата на кои ќе им донираме ваква или слична опрема, софтвер и ќе им дадеме обуки. Со заокружувањето на проектот повторно ќе ви имаме во оваа Македонија. Ви благодарам Ќе ми за биде гостувањето драго, и фала. секоја чест за работата. Фала Не е за лесно да се поканата. биде хуман.